Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев во наредниот двегодишен период ќе биде претседател на Советот на градоначалници од Истокот. Таква е одлуката од првата конститутивна седница на Источниот плански регион, на која присуствуваа сите 11 градоначалници од општините од регионот, како и заменик министерот за локална самоуправа и представници од Центарот за развој на Источниот плански регион. Присутните на состанокот дадоа едногласна поддршка на предлогот, според кој е постигнат джентелменски договор меѓу градоначалникот на Штип Благој Бочварски и градоначалникот Илиев, претседателската позиција во првите 2 години да ја припадне на општина Кочани, а во следните 2 на општина Штип. Според Илиев, функцијата што ја добива е дополнителна обврска и одговорност за него пред сите граѓани од Истокот кои се надеваат и конечно регионот ќе излезе од ниското ниво на развој и ќе запре иселувањето на младите. Очекувањата на граѓаните од Истокот, како веројатно и од цела Македонија, се големи, затоа од тука и нашите обврски ќе бидат многу големи. Моите очекувања за добра соработка од моите колеги исто така е овде. Јас ќе бидам прв премеѓу еднаквите кој ќе се бори за секој проект, за секој една идеја која ќе допринесе за подобар живот и подобар развој на Истокот, кој е подолго време запоставен. Веројатно, ова ни е една од ретките, не сакам да кажам и последна шанса, да направиме еден чекор повеќе, да се надминеме сите заедно и да направиме резултати и проекти со кои ќе успееме дел од луѓето кои останаа таму веќе, да ги задржиме, а и да работиме на можни варијанти да дел од луѓето, да створиме услови да дел од луѓето кои веќе ја напушти оваа земја и овој дел, да се вратат и да дадат допринос во развојот на оваа држава. На конститутивната седница на Источниот плански регион, заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски вети дека регионот ќе добие повеќе пари од државата за да може да го забрза својот развој. Министерството за локална самоуправа заедно со Бирото за рамномерен регионален развој за 2018 година ќе издвојат значително повеќе средства наменети за рамномерен регионален развој, од прилика околу 6 милиони евра. Меѓутоа, во исто време сакам да посочам дека владата на Република Македонија ќе работи напорно во наредниот период да ги алоцира средствата од сите министерства кои што ќе се издвојуваат токму за рамномерен регионален развој и по критериуми кои што ќе значат помагање на оние региони на кои што и навистина им треба најмногу помош. Павлевски рече дека очекува наскоро да се постигне и предвидената сума според Законот за рамномерен регионален развој, која треба да изнесува 1% од БДП, односно околу 100 милиони евра. Тој додаде дека најголеми разлики во развојот има меѓу главниот град и другите региони во државата, но и меѓу урбаните градски и руралните селски средини, поради што апелираше до градоначалниците да внимаваат на ваквиот проблем, за да се намали иселувањето на населението.